Ќе започнеме со воздухопловство, ќе завршиме со музика. Воздухопловниот винг при армијата на Република Македонија на 10 јуни го одбележува својот ден. По тој повод ќе ги поздравам моите гости и соговорници утрово, поручник Иван Мајсторски. Точно, и поручник Филип Лазов. Убаво ми го кажавте презимето, јас не го коригирав тука. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Благодариме за поканата. Дали имате страф и трема како ние кога влегуваме во авион? Вие од пред камерино ми кажавте сега за сега е добро. Така е. Кога е конституирана, создадена единицата, ајде така да го почнеме разговорот, да ги воведеме малку гледачите во вашата работа? Така. Па вака, единицата, односно денеска воздухопловниот винг е создадена на 10 април 1992 година со одлука на тогашниот председател и прв председател на Република Македонија, господинот Киро Глигоров. И тогаш е создадено команда на војното воздухопловство и противвоздушната одбрана, заедно со авиацијскиот сквадрон и сквадрон за борбен и транспортни хеликоптери. Значи 10 јуни, кога е создадена, кога е формирана, тогаш се прославува и денот. Денот 10 јуни е ден на првиот лет на школски воздухоплов УТВА, кој што е реализиран прв лет во тогашната воздухопловна бригада, односно команда на ВВ и ПВО, и е реализиран на школски авион УТВА со целосно македонска посада. 32 година во славите, ако добро преснете, ако сме 92 година. Ајде малку околу мисијата на самата единица. Кога прочитав која е вашата мисија и во што сте се вклучени, навистина има доста да кажеме, па нека биде тоа следното прашање. Во ред, јас ќе почнам во врска со мисијата, ќе спомнеме и дел од задачите на воздухопловниот винг. Значи, мисијата пред се е да обезбедиме воздухопловна поддршка на армијата на Република Македонија, како и транспорт на истите, воздухопловно наблюдување и противвоздушна одбрана. Тоа е мисијата на воздухопловниот винг. Покрај мисијата имаме круцијалните задачи кои што ги извршуваме се, значи, и пребарување и спасување, значи во улога на поддршка на цивилните структури и на населението на Република Македонија, одржување на обука и тренажа за нивото на борбенаоспособеност на хеликоптерскиот сквадрон и покрај сите тие учествуваме во гасење на пожари, евакуација и така натаму. Дали може да споменеме за позначајните учества кои што сте ги имале годиниве наназад во помош и асистенција? Така. Во однос на помош и асистенција, како што споменав претходно, значи учествуваме во помош на сите цивилни структури и на населението на Република Македонија. Позначајни е во 2021 година пожарите кога беа во Источна Македонија, односно во реонот, во Беровскиот реон. Таму учествувавме со 3 хеликоптери, скоро 20 денови, направивме повеќе од 140 часови налети и сврливме повеќе од 900 тони вода. Бројките може не кажуваат ништо, може се само бројки, но самата посветеност на персоналот кој што учествуваше таму, самата опасност од пламените јазици при гасењето на пожарите кажува многу за целокупниот персонал кој што беше инволвиран во гасењето на пожарите таму. Тоа е само една од низата на активности кои што сме учествувале, инаку можеме слободно да напоменеме дека зимно време кога имаме наноси на снег и така натаму, имаме многу планински села кои што се одвоени од цивилизацијата, така да учествуваме при евакуација, достава на храна и така натаму. Елементарни непогоди, помош, безбедност на македонското небо, исто така главен приоритет. Момци, како се станува пилот? Поминувате сигурно години и години обука, нели, кога веќе ќе се заврши тоа, можеби од сегашна ваша перспектива изгледа како секојдневна работа и рутина, меѓутоа ако зборуваме за професија, ова е дефинитивно една од потешките кога зборуваме за одговорност. Така е. Станувањето на пилот, ќе го објаснам процесот во неколку чекори. Значи, пред се поминува ни селекција на земја. Селекција на земја се подразбира многу подготовка, спремање и учење на основите за управување со еден авион.
По селекција на земја продолжуваме селекција во воздух. Селекцијата во воздух се изведува на школски авион Злин 242, тоа е тренажен авион. По успешно завршена основна обука на школски авион се продолжува на основна и напредна обука на хеликоптер Бел 206. Исто така тоа е хеликоптер од лесен тип, тренажен хеликоптер. По завршена успешна обука на хеликоптер Бел 206 не распоредуваат во една од единиците, дали во хеликоптерски сквадрон или во сквадрон за обука и тренажа, и се продолжува дополнително со преобука на тип на хеликоптер, дали е на Ми-817 или се останува во инструктажа на Бел 206 и така натаму. Целокупниот процес е доста, мора да сте целосно посветени, затоа што материјалот е доста обемен и пред се ние, да кажеме, прв пат се соочивме со летањето и со сите тие активности на самата селекција, и доколку не сте 100% посветени, резултира со неуспех. Така да сите кои што се влезени, кои што го имаат поминато тај циклус на селекција и се веќе успешни пилоти, можем да кажем сите се повеќе од 100% посветени на професијата. Но верувам ви од мали нозе бевте посветени на ова што денес го работите. Први од вашето блиско обкружување од семејствата кои што работат како пилоти, или имавте од некого да учите уште како помали, да ви даваат совети, инструкции? Лично за мене, јас сум од Штип и во Штип имаме спортски аеродром, така да првото мое влегување и запознавање со авиацијата беше таму, прв лет на Едрилица таму направен, така. Информативен лет и од тука се вроди целата страст и пасија за воздух. Доколку кажам за мене, јас се школував на Воената академија Генерал Михајло Апостолски во Скопје, во род воздушно наблюдување и јавување. И, значи, почнав да работам во военото воздухопловство и потоа ми се вроди желба да се пријавам на конкурс за пилоти. Исто тука да напоменам, ако може да го надокнадам кажаното од мајсторски. За пријавување на конкурсот за пилоти е потребно да се исполнат одредени критериуми, меѓу кои и возрастна граница, значи да нема кандидатот повеќе од 27 години и исто така да има завршено високо образование. Значи, за да почне да се школува за пилот, кандидатот претходно мора да има завршено високо образование. Така. Каков е интересот вака од тоа што вие сега го гледате низ годиниве наназад на ваши млади колеги, кога зборуваме за конкурсите? Има ли во доволен број пилоти? Треба ли повеќе да ги анимираме луѓето да размислуваат кон таа насока? Каква е ситуацијата во армијата? Дефинитивно, младите и сите кои што се амбициозни имаат барем грам желба, треба слободно да се пријават на следниот конкурс кој што допрва ќе излезе. Интересот е голем, но треба да биде уште поголем, затоа што селекцијата е доста... Ригорозна? Така, ригорозна. Ригорозна, но колку поголем број, толку подобро за се. Така. Како изгледа еден ваш обичен работен ден? Одите секој ден на работа? Така. Еве, ние вака што сме од другата страна, обично, кога имаме вакви поинтересни разговори, поуникатни, сакам и тоа да го дознаеме. Како изгледа? Ајде, ќе оставам Лазов да каже за еден школски ден, а јас ќе се надобрзам за еден оперативен ден. Ајде. Па, еден школски ден, значи, кога имаме услови за летање, значи, тука има доста фактори кои што влијаат во условите за летањето. Меѓутоа, кога имаме услови, секогаш се извршуваат школски летања. И еден школски ден, односно школско летање, започнува со повеќе подготовки, како што е индивидуална подготовка, групна подготовка, потоа подготовка на самата посада која што ќе го изврши летањето. Сето тоа следи со проверка на воздухопловот. Проверка на воздухопловот се врши и од техничката служба, односно од луѓето кои што ги одржуваат воздухопловите, а исто така и од посадата на самиот воздухоплов непосредно пред полетување. По извршување на проверката на воздухопловот се упатуваме, односно кон извршување на школското летање. И сега школските летања, сите си имаме одредена програма за обучување и за одржување на тренажа. Значи, и додека не се извршуваат задачи, се извршува школско летање за пилотите на воздухопловите на армијата да бидат во постојана тренажа. Така. По извршување на летот се враќаме на земја, преглед повторно на воздухопловот после летањето
и потоа следат повеќе анализи на летањето. Го анализираме целото летање од самото стартување на воздухопловот до слетувањето. Ги наоѓаме грешките кои што сме ги направиле, ги наоѓаме позитивните работи кои што сме ги направиле и од тоа гледаме во следниот лет да бидеме се подобри и подобри за постојано да има некој континуитет на зголемување на квалитетот на пилотите. Така. Мајсторски? Така, во однос на оперативното летање, јас како пилот на хеликоптер Ми-817 можам да се надоврзам само. По добивање на задачата, односно наредбата за извршување на одредена задача, посадата во салата за планирање седнува и детално ја разгледува задачата, сите препреки кои што може да дојдат при извршување на задачата, по-детално разработена тематика и пристап кон самиот лет, ја разгледуваме картата каде точно се наоѓа локацијата каде што треба да отидеме, дали ќе евакуираме, дали пренесуваме нешто и така натаму, и се упатуваме кон хеликоптер. На хеликоптерот правиме проверка на сите системи за да се осигуруваме дека ќе имаме безбеден лет и дека сите системи се во најдобра функција и продолжуваме кон извршување на задачата. При самото извршување на задачата, еден од пилотите навигира, а другиот пилот управува со хеликоптерот, така да тој што навигира исто така цело време е свесен за целокупното обкружување и нормално на пилотот кој што управува со воздухопловот го насочува кон безбедно извршување на самата задача. Сигурно имало и предизвици на небо, тогаш треба не 100%, 200% концентрација. Затоа велам, доста одговорна работа е. Ви благодарам за гостувањето, за тоа што ни дозволивте и малку да чепнеме во тоа како изгледа еден ваш работен ден, низ кои се предизвици поминувате во вашите секојдневни обуки и учења. Ке го честитам 10 јуни, денот на воздухопловниот винг при АРМ и ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро, што ова го споделивме со нашите гледачи. Така е. Благодариме. Поканата. Ке има нешто на 10 јуни, не прашав, со некој настан ќе се одбележи? Така е, 10 јуни секоја година го обележуваме со церемонија на која што говор и учество земаат на високите воздухопловни авторитети и воздухопловно дефиле со прелет на македонски војни воздухоплови и воздухоплови на дел од членките на НАТО. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро.